بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Zahvalnost mu pripadaju samo na Allah Đelešanu, zato što samo Allah Đelešanu je dostojan da mu se pravi hvala. Salavato, selamu, miru i spasu neka bida na našeg pegamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetot do sudnjeg dana. Денеска на секој еден од нас не загрижува ситуација во која западнал овај уммет. Секој еден од нас чувствува голема тежина за тоа што го нашло овај уммет. За состојба во која западнал. Секој еден од нас има макање. Секој што го сака на Аллах Желешану и што го сака на овај дин мора да осетви таква тежина, да осетви таква одговорност. Затоа што муслиманите денеска се предмет со кој шејтан и негови сојузници играат. Пролеваат нивна крв. Ги уништуваат нивни животи. И затоа не се кира ова на секој еден од нас. Али треба да сме реални. Не секогаш кривицата, вината да ја бараме ке другите. Не. Треба да зборуваме хак. Вината, грешката за ова нешто треба да ја бараме ке нас, не ке некој другиот. Ова што ни се случува денеска на умметот е поради нас. Не поради некој други. Не поради други. Поради мене и поради тебе. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Велите Аллах Джелешану се појави неред во копно и во вода поради тоа што го спечалија рацете на луѓето. Поради моите дела и поради твоите дела и поради делата на умметот денеска се наоѓаат во оваа ситуација. Не да бараш ке некој други секогаш кривица. И не да бараш за твоја слабост ке други грешка. Виница. Да го правиш крив за твојот неуспех некој други. Да го правиш крив за тоа твое искушение кое ти го дал Аллах некој други. За таа казна која ти е дал Аллах Желешану да го правиш виновен и некој други. Не, ти си виновен и јас сме виновни. Ова ситуација е поради нашите дела, поради нашето несовесно однесување со овај дин, поради нашата оддалеченост од Аллах Желешану. Зашто ние се оддалечивме од Аллах Желешану. Умметот глобално се оддалечи од овај ислам. Барат успех во нешто друго. Рекол Омар ради Аллаху анху. Аллах Желешану вели не воздигна со овај ислам, Омар ради Аллаху анху. عزنا الله بالإسلام ومتى ابتغينا عزة بغيره أذلنا الله. Секогаш, Аллах Желешану не возвиши со овај ислам. Секогаш кога баравме иззе, понос, гордост во нешто друго, Аллах Желешану не понижи на нас. И ќе не понижи на нас. Тоа е денеска ситуација во која е западнат уммет. Гледа од овај хадис, че ни стани многу јасно. Хадис сахих. Вели пегамбар алейхи селам. Юшику ен теда алейкумул умему мин кулли уфукин. Че ви се втурет, че ви се пуштен на вас многу народи
Народи, умемун, народи, цели ќе ви се втурен на вас, ќе ви се пуштен на вас од сите страни. Хадис. Кама теда'a акалatu ala qas'atiha. Како едни гладни, што се гладни, што имат голема глад и се спуштат на еден голем тајнџер со јадење, на една голема трпција со јадење. Така ќе се спуштат, така го опишви пегамбар алейхиселам во време денеска. Ќе се спуштат тие уммети, тие нации на вас како што се спуштат едни гладни, што се гладни и жедни, не нормално јадење. Ќе се спуштат на вас. Сахаби рекли ја Расулуллах, кале, кулна ја Расулуллах, рекла ја Расулуллах. Амин киллати бина јаума ова ќе се случи поради што ќе бидеме во тоа време многу малку. Кале, рече пегамбар алейхиселам, ентум јаума идин каthirun, вие во тој ден ќе видите многу. Валакин такунуна гутаан ка гутаи сайл. Ќе видите многу и ќе видите како пена, како морска пена. Како пена. Нема пената никаква сила, никакво ништо. Како морска пена, рекол пегамбар алейхиселам. Многу како морска пена, никаква вредност. Тунтазау l-mahabata min qulubi aduwikum. Во тоа време ќе биде трнат стравот на вашите непријатели. Нема да име страв ти од вас, ич. Нема да име страв. Ич нема да се плашате. Стравот од во градите на вашите непријатели ќе ви трнат. Нема да се плашат од вас. Ќе видиме зошто после. وَيَجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمْ وَهْنًا. И во вашите срца Аллах ќе направи вахна. Му рекле ја Расулуллах. وَمَا وَهْنَ, што е тоа вахна? قَالَ حُبُّ حَيَاتِ وَكَرَاحِيَةُ الْمَوْتِ. Сакање на овој живот и мрзење на смртта. Сакање на овој живот и мрзење на смртта. Овие две себеби се затоа што сме ние во оваква состојба. Овие две нешта, овие две болести на умметот, се затоа сме во оваква состојба, што ги имаме сите ние денеска. Умметот во глобала ги имат овие две болести големи. Стравот кај непријателите излегол и влегол животот, сакањето за ова дујна, и мразењето на ахирет, мразењето на смртта, не сакање да се пресели човек во ахирет. Ова е теа нешто, затоа е ваква ситуација денеска. Никако да не бараме виница ке некој други. Да не го впервиме прстот во некој други, да го обвинвиме, него секој еден од нас да види докаде е тој. Како е со овие две работи во негов живот? Колку овај хадис ги е присутен во негов живот? Овај вахн, ова сакање на ова дујна и мразење на смртта, колку е присутно ке секој еден од нас. Али кога беше ислам, односно кога беа муслимин, кога беа муслиманите со иззе, со гордост, со понос, беше поинако. Овој уммет е избран уммет од Аллах Желешану беше. Нешто што пегамбар алейхиселам го имаше воедно и овој уммет, што другите пегамбери и народи го немаа, беа 5 нешта. Пегамбар алейхиселам му беше дадено од Аллах Желешану 5 нешта на кои други поранешни пегамбери ембија не му беа дадени. Прво, пегамбар алейхиселам беше помогнат со страв. Пегамбар алейхиселам беше помогнат со страв. Шахир, јани масирату шахр. Пред пегамбар алейхиселам и сахаби да се сретне со куфар, еден месец Аллах Желешану му беше страв во срца на куфар. Ова денеска го нема. И ако го поседува тоа својство некој денеска верник, ако куфар му се плашат на него, тие мунафикун велат, не добро вака. Не добро да ти се плашат. Мискин. Пегамбар алейхиселам многу битки ги победи само што се појави пред непријател со сахабија. Одма крева е било знаме. Зошто? Бе помогнати и пегамбар алейхиселам и сахаби со страв на Аллах Желешану. Му внесвеше страх на куфар месец пред да се сретне со пегамбар алейхиселам и со сахаби. Потоа други нешта, цела земја Аллах Желешану ја направи месџид за пегамбар алейхиселам и за нас. Второ, трето, на пегамбар алейхиселам и на нас ни беше дадено ганиметот, ратниот плен да биде халал. За други пегамбари и други народи, за ниеден не беше халал.
се палеше тој, се гореше. Пегамбер алейхиселам шефаат за целиот уммет во суден ден, таа дуа што не употребише, ќе употреби за шефаат во суден ден. 4. И 5 пегамбер алейхиселам беше пуштен за сите народи и за джин во дујна. Не беше само за еден народ, за едно место, за едно време. Негово посланство до кијамет за сите инсан и за сите джин пегамбер алейхиселам беше пуштен како пегамбер. Ова иззе денеска, ова гордо се нема муслимани. И затоа е ваква ситуација денеска. И тансуруллахе янсурукум, ва юсеббит акдамекум. Ако го помогнете Аллах Желешану, Аллах Желешану ќе ви помогне на вас и ќе ви ги зацврстат вашите стапалки. Во време на табини, во време на Дауле Умавија. Ове Дауле Умавија има еден каид, еден војсковоđа кој се викаше Кутейбе ибн Муслим ел-Бахили. Така се викаше овој човек. За да видиме иззето кога го има овие луѓе, кога Аллах Желешану му го даде на овие луѓе таа гордост, тој понос, за разлика од денеска. Овој Кутейбе ибн Муслим ел-Бахали беше војсковоđа, излезе од Багдад, Ирак. Во теа време, овие емевие бе во ова место. Излезе цела Азија е освоја и прима ислам, цела Азија е освоја и прима ислам. Цела Азија, цел еден континент. Стигне до врати на Син, на Кина. До врати до предградие на Син, на Кина. Стигне до Кина. Кога дојде до Кина, кога види овие кинезиве, народ сакат да ја војуват со ними. Тој главниот цар што беше во Кина, исто и во тоа време како денеска, Кина беше моćна држава. Али не знаеше за ислам, не знаеше за ова што се случува во дујна. Побара од ними една делегација од 10 персони да види што барат. Што сакаат овие луѓе што дојде да војуваат со Кина. Ги види зашто многу малку во нивни очи. Пушти Кутейбе, 10 луѓе, дојде ке овај крал, облечени во нормална облека како се носеа во тоа време муслимани, обични, сите. Кога ги видве, не зборуваше ништо со ними. Можеше дојдете утре. Ги праша на негови министри што мислите за овие. Рече, ако се сите како ними вакајани, не средени, со ваква облека, не бе концентрирани, многу лесно со овие. Другиот ден кога дојде се облекве во облека на улема, на алими, на улема, на војсковоđи, се облекве во ваква, на халифи, со емама на ними, со джилбаб. Кога ги видве, многу поинаков изглед, не зборува. Дојдете други ден. Му рече, што мислите за овие? Рече, овие сега се разликува многу од тие вчера. Се гледа стабилност, се гледа дисциплина во ними. Третиот ден кога дојде се облекве со облека за војна, за рат. Панцир, копие, стрела, све комплет. Така дојде, 10. Кога ги видве, му рече на везирите, што велите вие, што мислите за овие? Овие рече се луѓе што смртта ја носат во нивни раце. Му рече, донесете ми некој поголем од вас војсковоđа да разговарам со него другиот ден. Ова не е филм, ова жива вистина рече. Ова историја на ислам, Кина денешна. Другиот ден кога дојде го праша за овие 3 денови, зошто првиот ден дојдовте така? Му рече, ова е војсковоđа, првиот ден дојдовме така облечени како обичен народ. Вториот ден дојдовме облечени како наша улема, наши големци. Третиот ден дојдовме како војници. Кои војници или освојат победа или патвет, како шехиди. Немат враштање од ова место. Рече, што барате вие? Што бара вашиот емир од мене? Ние дојдовме, рече, нашиот емир даде збор Кутейбе. Беше каид. Кутейбе ибн Муслим, Бахали. Рече, тој даде збор дека нема да се врати назад, а негово копие да не ја рушит ваша земја. Ваши големци додека не му клајт печат во нивни вратови. И додека ти и таквите како тебе понижени не ни дајте джизија на нас, не ни плащате джизија. Почне да се смејте. Рече, вие со нас, една реченица му кажа. Кутейбе ибн Муслим, Бахили. Рече, мие, што не гледаш јас ке тебе сега на вратава, сум последниот војник.
А последниот назад е во Палестина. Цела Азија до Палестина, горе. Сите се спремни со еден глас да дојдете овдека во Син. Сите. Сите што се во оваа држава до еден, се спремни да дојдат ке тебе овдека вака. Кога виде каква решителност има овие луѓе, каков понос има овие луѓе, му рече: однесете му ова поклон од мене, еден голем казан со злато. И стајте во златото, му рече, малку земја, за негово копие да ја руши таа земја како дал збор. Друго што баравте? Баравме вашите големци да дојдат да му ги пешат нивни глави. Пушти некој од тие големци да му дај печат во нивни глави. Кутејбе. И рече: джизија да плащаш како понижен. Долго време ова Син, Кина, плащаше джизија на муслимани, рече. Години долго плащаше джизија на исламска држава, на муслимани. Ова беше понос. Ова беше време кога имаше изза еден муслиман, кога имаше понос. Кога муслиманите беа како едно тело, ако заболите еден орган, сите органи му се придружат со температура или со дремка. Денеска Аллах Джелешану е истиот. Аллах Джелешану не се менуваат. Аллах Джелешану е од секогаш и за секогаш. Аллах Джелешану све слушат, све гледат и све знаат. Аллах Джелешану е оној кој не се променува, не се менува. Аллах Джелешану е оној кој на Нух алейхи селам го спаси во негова лајџа од таа потоп, од таа поплава. Аллах Джелешану е тој кој го спаси на Ибрахим алейхи селам од огнот. Аллах Джелешану е тој кој на Исмаил алейхи селам го спаси од ножот. Аллах Джелешану е тој кој на Јунус алейхи селам го спаси од утробата на китот, од утробата на морето. Аллах Джелешану е тој кој го спаси на Јусуф алейхи селам од тој бунар. Аллах Джелешану е тој кој го спаси на Муса алейхи селам и на Бено Израил од Фираун. Аллах Джелешану е тој кој на пегамбер алейхи селам и на сахаби му пушти во битка на Бедр Мелаик да се бие заедно со муслимани. И Џибрил алейхи селам. Аллах Джелешану е тој кој во битка на Ухуд ги спаси на муслимани, кој му пушти Мелаик на муслимани. Пегамбер алейхи селам и негови сахаби беа заштитени од Аллах Джелешану директно. Аллах Джелешану е ова истиот, не се промените Аллах Джелешану. Ние сме тие што се променвиме. Аллах Джелешану е тој кој во битка на Хунейн пегамбер алейхи селам зеде земја и фрли во непријатели кога остана сам со 7-8 сахаби. Вама рамајте из рамајте валакинна Аллах рама. И ти не фрлаше кога фрли, него Аллах Джелешану му фрли на ними. Сите куфар му влезе песок во нивни очи. Ова е тоа Аллах Джелешану секогаш и за секогаш. Истиот не се променви. Зошто нема победа денеска за муслимани? Зошто нема гордост денеска за муслимани? Зошто ние сме криви? Зошто ние му свртивме грб на Аллах Джелешану? Ние сме тие кои го забораја Аллах Джелешану. Ин тансуруллаха јансурукум ва јутhabбит акдамакум. Ако го помогнете на Аллах, Аллах ќе ве помогне на вас. Гледај хадис во Бухари. Вели пегамбер алейхи селам, односно хадис и кудси во Бухари. Нешто што го кажал Аллах Джелешану преку уста на пегамбер алейхи селам. Мен ада ли валијан факад адентуху бил харб. Кој ќе му се спротистави на мој еден близок, евлија? Кој ќе му отвори војна на мој евлија, близок? Аллах Джелешану вели, ја ќе му објавам нему војна. Ја ќе му објавам на него војна. Каде ова денеска не? Зошто нема ваква помош од Аллах Джелешану? Ево зошто. Хадисот продолжува. Ова е истиот хадис. Вели Аллах Джелешану најдобро со нешто што ми се приближува мојот абд, мојот роб е пропишаните фарзови. Со ова најдобро ми се приближува. И не престанал да ми се доближи со нафилината, со доброволните ибадети, се додека не станам, вели Аллах Джелешану, негово уво со кое слушат, негово око со кое гледам, негова нога со која одит. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأَعْتِيَنَّهُ. И ако побарат од мене ќе му дам. Уд'уни естаджиб лекум. Барајте, вели Аллах Джелешану, од мене ќе ви се одзвивам. Види, Аллах ќе ти се одзвие. И ако побарат заштита од мене, ќе го заштитам на него. Аллах Джелешану е истиот, секогаш помогнет. Ама ми овие шартови услови ги немаме. Интенсурул, ако го помогнете на Аллах, ако го помогнете на овој дин, ако го помогнете на Куран и на Сунна, тогаш ќе добиеш помош. Зошто е ова све што се дешава денеска со уммет?
Неколку себепи. Број 1. Прво, поединечно секој ден. Ја, ти секој поединечно. Имаме ноксани големи. Футкаме од овие фарзови, од овие нафилина за некои страсти да си задоволиме, ани. Че гледаш нешто таму во социјални мрежи, че заспиеш за сабах намаз. Че заспиеш за сабах намаз. Не си тој ден под заштита на Аллах Джелешану кој не прави сабах намаз во време. Не е под заштита на Аллах Джелешану. Хадиси други, ани. Че правиш нешто да правиш некој чев, го оставаш динот на 100-то место, ани. Немаш ке тебе нафиле, никакво нафиле немаш ке тебе, ани. Немаш никаква заштита. Нафилето е заштита, го штити на верникот. Немаш никаков зикар, ни сабајле ни навечер, никаков зикар, никакво спомнување на Аллах Джелешану. Ништо немаш од зикар, ани. Немаш никаква заштита ке тебе, ани. Немаш ништо доброволно. Фарзовите со ленливост, со немарност. Ова е грешката. Од овдека почви све ова понижение денеска во дуња, од ке мене. Број 2, од наша породица. Ја и како моја породица секој ден. Од овдека почви понижението. Твои деца немен намаз. Си почнал да кланаш кога тие не биле родени или биле мали. Тие име денеска 20 години, 25 години немен намаз. И братот че дојде те прашат како е шеријатски за свадба ни, за кого за мој син. Па син ти нема абдес, нема гусул, нема тему, нема намаз, нема Аллах ке негова уста, нема ништо. Зошто да правиш за него? Што да правиш за него? Зошто не си правил до сега за него? Зошто не си го удрил кога не кланал намаз, кога си имал дозвол од пегамбер алейхиселам на 10 години да го удриш ако не кланат? А сега прашува за свадба за него. Или за твоја черка, за како да ја мажеш шеријатски, нема хиджаб, нема ништо, имат разврат од неја. Му прави разврат на други. Ова грешка, браќани. Овде е ноксан од денеска, ова е најголемото што се случи на уммет. Али од овде почви од поединечно, наши породици, за кои не му даваме време. Не вложиме да ги одгоиме тамам. Овдека е денеска пропаста. Денеска, братот, ако правиме некој муавет од доверливост, ако правиме муавет од доверливост, че ојди ќе му кажи на негова жена таму. Че седне две жени после во кафе, че напред филм, че научи цела дојна за тој проблем што сме го имали ја и ти. Ова мискини, браќани. Мискини. Сум бил присутен кога сум слушнал од некој браќа како излегле некој работи помеѓу браќа што не смет да излегле од нивни жени. Кој те научи вака? Чив суннет ти следиш, бе? Во битка на Ухуд, пегамбер алейхиселам, негов хаџо Аббас, му пушти писмо дека Курејш се спремнет да ви дојде со голема војска, 3000 луѓе. Му пушти едно писмо по еден човек, му рече он не сигурно на пегамбер алейхиселам. Кога дојде ке пегамбер алейхиселам, во ова време Убеј ибн Каб, беше ке пегамбер алейхиселам Убеј ибн Каб. И го зеде ова писмо и го чита, му кажа све, колку војници, све, како се спремни, колку камили, све, иде да ме нападнет. Пегамбер алейхиселам му рече, немој да го шириш нигде овој муавет. На Каб. Пегамбер алейхиселам стана од дома му и замина ке Сад ибн Рабија, ради Аллах. Влезе во негова куќа и му кажа дека Аббас, мој аџо, пушти селам дека Курејш се спремнат. Биди спреман да направиме шура да видиме што ќе биде. Излезе надвор. Пегамбер алейхиселам. Жена од Сад дојде ке Сад ибн Рабија. Беше во друга соба, кога пегамбер алейхиселам му кажа. Рече, што ти рече пегамбер алейхиселам? Рече, теа не е твоја работа. Не смеш да знаеш. Рече, јас слушнав нешто од пегамбер алейхиселам. Дека Аббас нешто кажал, пустил војска че Курејш. Ја фати за рака негова жена и со трчање излезе од негова врата да го стигне на пегамбер алейхиселам и го стигне. Му рече, а Расулуллах. Рече, валлах, ја ништо не сум ја кажал на нега. Рече, таа додека ми кажуваше ти во моја соба, слушнала нешто. И јас се плашам дека таа мој да рашири по народ тука, затоа ти кажувам на тебе да не мислиш дека ја кажав на неја. Рече, пегамбер само остави да рече. Нема да каже. Таа е добра верничка. А братот ги остава жените да ги решвен машките проблеми. Му ги кажуваат проблемите на мажите на жени. И кога ќе му го рашите те ова цела дујна ќе ги научат проблемите на едно друштво. Ова голема слабост, брече. Голем мискинлук ја во овој. Пропаднале многу брајше од ова нешто, од вакво нешто. Треба да внимаваме од ова устра, од ова породица.
Да биде тамам секој еден да го знае местото во негова породица. Секој еден да го знае местото во негова породица. И на крај, како трето, животот, односот помеѓу нас, како браќа, како верници. Како еден џемат, како една заедница. Да не дозволиме тие куфар да ни напред раздор во нас. Да ни ги бумне во очи некои верници на нас. Да ни напред сумнеш за сите верници. Не смеме да дозволиме вакво нешто. Не смеме да дозволиме да ни напред дека верници не чинат. Дека верници не се добри. Верници се добри. Сите верници се добри. Сите верници се добри. Има слабости, ја имам слабост и ти има слабост. Али не смееме да дозволиме да не напред да немаме никој со никого доверба, да не можеме да свртиме грб никој со никого. Ова го сакат куфар, ова го сакат шејтан, нашиот Карим го сакат ова нешто. Затоа треба да го војуваш ова нешто. Да не му дозволиш ти да ти дојдат вакви шубухати ке тебе, вакви сомнежи за твојот брат. Не смеш да го омаловажаваш некој брат. Не смеш да кажеш повртни зборови. Треба да му ја браниш честа кога е одсутен, кој му ја брани честа на еден брат, Аллах Желешану, ќе го тргни огнот во суден ден од негово лице. Ебу Зер Ел-Гифари му рече на Билал радијаллаху анху една седенка ор робе на срна мајко. Билал се насекира. Дојде ова ке пегамбер алейхиссалам, пегамбер алейхиссалам му рече: "Ја Абу Зер, анте раџулун фике џахилија." Ти си човек што иште има џахилијет во тебе. Зошто му рече така? Му текна на Ебу Зер, што направи? Отиде ке Билал да стави негова глава во земја и му рече: "О Билал, ова рече глава нема да се трни додека таа твоја црна нога не ја згази на ова глава." Рече: "Ова црна нога нема да згази глава што вели ла илаха илlallah Мухаммаду расулуллах." Ако сгрешиш спрема некој твој брат, осуднете да појдеш да му побераш халал. Не да те земат изза и ithmik. Не да те земат гордост на твојот греф и уште повеќе да грешиш. Си сгрешил и уште повеќе да грешиш. Да го зголемиш грефот. Се пренеси дека во улица Пегамбер алейхиссалам го видел на Ебу Месуд ел-Бедри, радијаллаху анху, имал еден хизметчија кој го мале. Самиот Ебу Месуд ел-Бедри го пренеси тоа нешто, вели бев во улица, имав еден изметчија ми изгреши нешто и го удрив. Позади мене слушнав глас како вели: "Елем ја Ебу Месуд, елем ја Ебу Месуд, знај о Ебу Месуд." И кога се сврти го видов пегамбер сам. Знај дека Аллах Желешану е во поголема можност да те казни тебе, отколку што си ти во можност да го казниш на овај изметчија твој. Хуа хур, рече: "Ја го ослободувам него Расулуллах. Тој е слободен во име на Аллах. Само поради овај греф што го направи." Рече: "Го ослободи како роб, го ослободи. Го пушти слободен." Вака бе овие сахаби. Вака овие сахаби имае заедница помеѓу ними. Вака овие сахаби бе како едно тело. Овие се тие проблеми денеска што не ни дават иззе, што не предпонижени во дуња да бидиме. Да бидиме омаловажени во дуња, нашата крв да биде ефтина крв денеска во дуња. Ова е тој проблем. Ова е тоа нешто денеска што не гуши на нас. И да не го обвиниме на никој, него да се обвиниме сами себе си. Али бушра, радосна вест за верници. Ова све што се случуваат е нешто што го каже Јахуд евреи. Рекоа: "Немој да го будите тоа заспано тело." Рекоа: "Кој е тело заспано?" Муслимани. Немој да ги разбудите на ними. Тие се во зимски сон. Али ова денеска е будење. Денеска муслимани се будат од тој сон. Иако, нажалост, со страшно будење. По цена на живот и по цена на крв. Али сепак ова е бушра радосна вест, зашто се буди. Теа заспано тело. Знајте, рекна улема, дека ако батилот почне јавно да го чепкат на хакот, јавно да му се спротиставя, знајте дека му дошол крајот. Знајте дека му е дојден крајот на него. Овие се последни удари на куфрот, со ова јавно нападвање на хакот, на вистината. Али треба да знаеме дека Аллах Желешану нема да промени состојба на еден народ, додека самиот не се промени.
Inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nema da promeni состојба на еден народ додека сами не се промениме. Иншалlah да бидеме од тие кои ќе се промениме и ќе научиме на грешките на другите. Да не чекаме да ни дојде тие искушение на нас, да ни дојде тоа будење со сила на нас и секогаш кога дојде ваква ситуација, ако некој те мава со некој стап на тебе, немој да му велиш о стапу не мавај ме. Немој да му велиш о ти не мавај мо стап. Него барај од тој кој ги контролира тие кој го претувај зулум во дујна, Аллах Джелешану. Аллах Джелешану е кој е оној кој во контрола све. Сите нешта во контрола ка Аллах Джелешану. Ова е само Аллах Джелешану да не разбуди на нас да се свртиме ка Аллах Джелешану. Да се свртиме ка Раббул Асбаб, ке господарот на себепите. Не да ојме ке себепите да бараме. Да се свртиме ка Аллах Джелешану. Само тој мој да не истето на оваа ситуација, ама да бидеме од тие кои ќе почнат да се променат. Субханак Аллахумма бихамдик, нешхеду ан ла илаха илла анта настагфирука ва натубу илейк.